Сега во моментов постојат и некои измени во Законот за семејство каде што поригорозно ќе се делува во таквите случаи, односно ќе има простор за одземање на родителските права, иако велам, значи таа можност постоеше и порано, меѓутоа многу ретко се одлучуваат судиите да присудат на таков начин, што не можам да кажам, тоа зависи од случај во случај. Знаете, сепак е најдобро за детето да расте со своите родители и да му се помогне на семејството во целина, да се работи со семејството во целина, затоа што сместувањето во институции не секогаш представува најдобро решение за децата. Меѓутоа, децата на улица се факт, децата на улица се состојба и феномен со кој што Република Македонија се соочува многу години наназад и се уште не постои соодветно решавање за овој проблем. Не секогаш и родителите се виновни за тоа, меѓутоа многу често и ги злоупотребуваат. Првенствено насоката не е дека сиромаштијата како еден вид на структурно насилство е една од причините која што ги тера овие деца и семејства да биде релативно злоупотребуван нивниот труд. Со намалување на сиромаштијата, со посебна едукација на социјално загрозените семејства, со вработување на барем еден член од социјално загрозени семејства би можело да се намали стапката на експлоатација на децата на нивниот труд и децата да имаат одреден пристоен живот, затоа што е многу голем терет за едно дете, наместо да ужива во своето детство, да смета дека тоа е должно да обезбеди екзистенција за своето дете и да ги занимари сите оние потреби кои што ги има.